Добар ден. Може ли да ни кажете, малку ли ви за 110.000 денари плата, а нема да го поддржите законот за патни трошоци? Видете, прашањето за патни трошоци е практично прашање од каде доаѓаат пратениците. Затоа што оние пратеници кои што се од Скопје не прават патни трошкови. Самиот концепт на патни трошкови е да имате пратеници кои што се надвор од Скопје. Така да на тој начин Еве откочени луѓето што работат во Скопје, имаат ли како вас патни трошоци? Не можете да мешате работа со остварување на одредена функција. Например, јас сум наставник. Како наставник не остварувам патни трошкови. Ова е функција. Меѓутоа, Зашто функцијата е повеќе од наставникот? Не, ако навистина сакате да воведеме концепт, во тој случај да се договориме работните тела се одржуваат и во Кочани, и во Битола, и во Струмица. Така да оние кои што глумат дека се откажуваат од патни трошкови, живеат на 400 метра од овде, нека доаѓаат во Кочани, ќе одржиме одредени работни средби, тие ќе се откажат 2 дена ќе се откажеме ние и на... Има пратеници од Струга што не земаат патни трошоци? Апсолутно, затоа што живеат во Скопје. Затоа што ниту станот не им го плаќа собранието како што им го плаќа на други Во пратеници. Скопје, ако насоката е да се преселиме сите во Скопје, тогаш можеме да го решиме тоа. 110.000 денари нели стигнува и за патните трошоци да ги покриете? Станува збор за принцип на работење. Зошто некој кој што живее на 400 метри и има стан овде во Скопје би бил различно третиран од некој кој што доаѓа и го представува Кочани. Еве, јас сум пратеник од Кочани. Дали сакате пратеникот од Кочани да живее во Карпош или во аеродром? Не, нека живее во Кочани и нека си ги плаќа само патните трошоци. Во ред, меѓутоа тогаш и овие кои што живеат во аеродром и кои што зборуваат за патни трошкови, нека дојдат и да одржаме по некоја работна средба и во Кочани. Добро, официјално нема да го поддржите предлогот. Сметам дека ако е тоа вистинскиот проблем, тогаш треба на еден друг начин да поразговараме за тоа, затоа што треба навистина да се направи едно правилно решение. Сметам дека ова се решение со кои што само се наметнуваат одредени теми во државата, например во која што е тишти неправдата и нефункционирањето на судството, се наметнуваат прашања во кои што пратениците кои што доаѓаат од внатрешност и оние кои што доаѓаат од Скопје се представуваат како две различни, две спротивставени страни. Ама законот не предвидува исклучување на патните трошоци, предвидува само намалување на патните трошоци. Мислам дека не е целосно доработен на начин на кој што треба да биде доработен и на крајот на денот го предлагаат некои кои што живеат на 600 метри од овде. Ќе предложите ли вие, например, сличен закон? Ева да не биде некој што живее на 400 метри од тука. Па, јас, ако сметате дека тоа е најголемиот проблем во општеството, да влеземе во одредена постапка и да го решаваме, иако јас лично мислам дека тоа е само една тема за дневно политички поени. Ако погледнете внимателно бројките, ако видите како ќе видите дека тоа се теми кои што лесно се злоупотребуваат, затоа што јавноста би рекол сензитивна на неја и лесно се прави поделба на некој кој што не зема и некој кој што зема. Единствената поделба е дали доаѓате од Скопје или не доаѓате од Скопје. Некој со 600 метра стигна до овде, ние моравме, јас и колегите од Струга или од Битол или од моравме да извозиме цела Македонија, така да и благодарам на прашањето, безбедно стигнавме до. Уште овој не ве задржувам повеќе, доколку било кој предложи да се изгласаат измени на законот за работни односи, каде што и сите работници ќе земаат патни трошоци, дали ќе го поддржите? Па на еден начин земаат затоа што во Македонија патните трошкови се дел од трошоците кои што влегуваат кај работодавците за ослободување од апсолутно го охрабруваме концептот во кој што трошоците кои што се за да стигнете до работното место и надзад од работното место треба да бидат категорија која што е платена и нешто кое што не треба да влегува во вашиот личен доход. Инаку во обратен случај, вака како што е поставена, ќе имаме освен оној тренд на иселување од државата, ќе имаме уште еден тренд во кој што работниците, функционерите без разлика ќе мигрираат, односно ќе се иселуваат од своите места кои што ги представуваат. Пример, ако продолжиме со овој тренд, ќе имате пратеници кои што ќе ви се доселат во Скопје, работници кои што ќе се доселуваат во центрите кои што се би рекол имаат индустрија и така натаму, така да нема крај на преселувањето и иселувањето.